Поради нагло зголемениот број отсуство од работа и пробивање на роковите за испорака, повеќе текстилни компании се во ризик да ја загубат работата, предупредуваат од текстилниот кластер. Иако ризикот е голем, од оваа асоциација прават се на странците и да им ја објаснат ситуацијата и да ги образложат реалните причини со корона заболувањето кај нас. Се надеваме дека партнерите ќе ја разберат ситуацијата, но во краток рок. Доколку ова земе поголем замав и доколку периодот се продолжи, мислам дека тие ќе пробат да најдат алтернативни решенија каде што ќе може да се завршат тие налози, бидејќи секако истите и ги очекуваат. Во тој случај ќе имате, значи прво самиот период на неработење е загуба за компанијата, потоа губењето на налозите, а не сакам ни да помислам дека во некој подолг период ќе би настанало и губење на самиот партнер. За разлика од нив од Сдруженијето на работодавачи се децидни дека можност за било каков компромис ќе нема доколку роковите за испорака не се почитуваат. Тоа е најголемата штета што може да биде. Друга е штетата на луѓето кои ќе бидат надвор, кои немаат, тоа се изгубените работни часови. Таа штета мислам дека нема да биде толку голема и компаниите ќе може да ја изнесат. Но овде е многу битно да се врати мирот кај вработени, да се врати сигурноста. Што ќе се случува е неизвестно, бидејќи се уште има шанси некои рокови со реорганизација да се реализираат навреме, но реално е да се очекува и дека некои не само што ќе доцнат, туку и воопшто нема да се случат. Од тука овие фирми имаат двојни главоболки, зашто освен сегашноста, неизвестна е и иднината на работењето со странските партнери.